Веројатно, како и да го најавам следниот гостин, јас лично ќе сгрешам со оглед на тоа колку автомобилизмот и не е мојата најсилна страна, меѓутоа знам дека се работи за еден великан кој што со кој што се договоривме да гостува во утрински брифинг. Се работи за нашиот најдобар автомобилист, најдобар возач, најдобар шофер, како и да е и да ја нарекувате дисциплината во кој што тој се надпреварува, Игор Стефановски Идже, кој што го имаме веќе на линија. Добро утро. Добро утро. Идже, тебе ти имаме свеж во утрински брифинг по вчерашните случувања и завршната трка во Италија, во оној шампионат кој што... Ајде малку да им го објасниме на нашите гледачи и слушатели, бидејќи не сум сигурен дека нашата публика точно знае за какви шампионати станува збор. Ако може, значи само што пристигнав пред половина час од Италија, викендов се возеше последната трка од ТЦР, италијанскиот шампионат, во кој што настапувам оваа сезона. Иначе тоа е шампионат на туринг, туристички автомобили се викаат, и таму се, можам да кажам, најдобрите возачи од Италија. Не само од Италија, него на неколку трки има и настапи на други европски и светски автомобилисти кои што учествуваат во овие надпревари. Верувајте, тоа е надпревар на едно високо ниво, бидејќи тимовите кои што учествуваат таму се фабрички тимови на производителите на автомобили. Така да борбата која водиме на тркачките патеки ја водиме директно со автомобилската индустрија, со најдобрите, и ме радува што правиме врвни резултати, иако доаѓаме од Македонија, од една мала земја, од земја каде што воопшто нема ни тркачка патека, успеваме да ги победиме најдобрите. Поголем ли е притисокот кога не постојат други колеги, односно конкуренција каква што може би Идже посакува за да се издигне секој пат ниво погоре? Нели, во Македонија Игор Стефановски Идже, како што реков, кога се работи за автомобилизмот е бог. Треба ли таква конкуренција? Всушност, дали таа помага или одмага во ваков случај, кога се надпреварувате со врвни колеги од, нели, од, како што рековте, Италија и... Така. Значи, конкуренцијата си го прави своето, апсолутно. Многу пати сум кажал дека во јака конкуренција и да бидам и трети, четврт ми е повеќе драго него во послаба конкуренција. Верувајте, како што кажав, токму на оваа последна трка сега, каде што настапува вчера и завчера, беше европскиот шампион, минатогодишниот европски шампион на ТЦР Европа, шампионатот, и моментално возач од светскиот шампионат. Верувајте, тоа се платени возачи кои што тоа им е професија. И со многу спонзори позади нив, многу луѓе, многу техника, многу инженери, сето тоа е една машинерија која што не може да се објасни на кратко, но како што кажав, се трудам и јас со мојот тим, да им парираме и им парираме. И тоа добро. Ќе стигнеме до тој дел на тимовите и спонзорствата секако. Меѓутоа, вчера ја заокружи она сезона во ТЦР Италија. Трки, односно сезона во која што пропушти неколку трки со оглед на пандемијата, со корона кризата, со оглед на организацијата. Што се случуваше годинава во Италија? Оваа година не само во Италија, нашите планови беа да учествуваме на два шампионати, шампионатот на NASCAR Европа, бидејќи добив покана директно од сопственикот на газдата на NASCAR шампионатот, да учествувам во тоа првенство, и планот ни беше да учествуваме во ТЦР Европскиот шампионат, но ситуацијата која што ни прави проблеми на сите, верувајте, со COVID, стварно е проблематично. Едноставно се насочивме кон италијанскиот шампионат, бидејќи нема многу патувања од земја во земја, но првите две трки ги пропуштив токму поради тоа, бидејќи не беше возможно никако да се влезе во државата. Дури и сега е со големи рестрикции, Италија е комплетно под блокада, ајде да кажам, имаат полициски час од 10 часот навечер до 5 сатот наутро. Не смееме да се движиме, да излегуваме од патеката, има специјални протоколи, сите се со маски,
Не сме групирање и верувајте дека една тешка напната ситуација, публика не е дозволена на патеката, така да мислам дека изведен максимумот од оваа сезона што може да се извади и за самите организатори и останува се надеваме дека во 2021 ќе може конечно да возиме под заедно да не гледа публиката, да биде дозволено и публика на тие надпревари и се надевам дека све ова ќе се стави во ред. Така, Идже, ги читам и јас оние написи на каде на социјалните мрежи, каде на некои од вебсајтовите кои што се занимаваат или стрикно со мотоциклизам или генерално спорти, таму секогаш се зборува за еден вид, нели, за потребната поддршка која што фали во мотоспортот е сега во држава во која што нема функционален мотоспорт, без разлика дали се работи, нели, за автомобили, формули, мотори, се едно. Државата нема такви многу представници, малку сте такви амбасадори. И во период кога бевте првак на Европа 2 пати, домашен да не ни зборувам колку пати, повеќе од 10, колку е неопходна помош од државата за организација на тој тим кој што стои позади возењето на Игор Стефановски Идже? Многу е тешко. Верувајте дека шампионатите во кои што настапувам сега се од највисок ранг моментално. Чисто за споредба ќе кажам дека еден автомобилот со кој што се надпреварувам чини околу 130.000 евра. Котизација учество во тие надпревари околу 22.000 евра. Една гума да купите е околу 430 евра, потребни ви се 12 суви гуми и 12 дождовни за една трка. Ред други работи, тим, инженери. Жал ми е што не знам како да кажам, но релативно државата до сега нема направено една спортска стратегија за оние спортисти, не само јас, не спаѓам јас, утре ќе бидат и некои нови млади спортисти кои што треба стварно државата да застане позади нив, кои што веќе се докажале за да им помогне да ја представат, сепак ја представуваме Македонија. Ќе кажам нешто, но не би сакал да излезе, но можеби јас сум моментално од автомобилистите кои што добија средства од Агенција за млади и спорт на најнизок ранг. Не знам по која логика беа доделувани средствата, но едноставно ми е криво затоа што секогаш се трудам, а и правам да ја представам оваа држава колку што можам на подобар начин, заедно со мојот тим, но не сакам да биде тоа некое жалење, едноставно јас и мојот тим работиме професионално, се трудиме да обезбедиме што повеќе средства преку спонзори, благодарение на нив сум таму каде што сум, заедно правиме стратегија и верувајте дека ни е многу тешко, доколку би ги имале оние средства кои што се потребни, макар колку подоле рангираните тимови со кои што се надпреварувам во моментов, мислам дека ќе бидеме недостижни. И да не заборавиме само дека Игор Стефановски Идже беше прогласен за спортист на Македонија во, ако не се лажам, 2014 година, Идже. Токму така, 2014 2015 мислам дека бев прогласен за спортист на град Скопје, 13 ноемвриска награда, ред награди. Така. Но сето тоа е позади. Верувајте, јас никогаш не гледам назад, се трудам секогаш да гледам напред и да дадам максимум што можам од мене. Тоа е моето мото. А интерес од спонзорите во Македонија кои што можат да си го дозволат тоа да инвестираат во ваков спорт има или нема? Има. Работам со компании кои што се стварно долги години со мене. Ме радува што го препознаваат успехот, но сепак се тоа многу мали средства кои што ги добиваме во однос на она што е потребно. Верувајте дека стварно е многу тешко. Ќе дадам еден прост пример. Тоа е исто како пливач да тренира во Када и да оди да ги победи најдобрите пливачи во Европа. Немам апсолутно никаков тренинг помеѓу трките, помеѓу надпреварите, одам директно на надпревар таму на трка и од голем хендикеп бидејќи сепак моите конкуренти, можам да кажам, еве токму вчера заврши шампионатот, они уште утре се почнуваат со тестови за веќе наредната сезона. И тогаш како Идже возиш на патеката, по инстинкт, по талент или
Па се трудам колку што можам повеќе да ги анализирам стазите преку видео, преку YouTube. Верувајте, тоа ми е единствената алатка која што имам во моментот и преку мојот симулатор. Но сето тоа е различно. Може би е нешто дар од Бога што ете ги направивме овие резултати, 2 пати европски шампион, безброј рекорди на сите европски патеки, многу пати победник и на кружните натпревари на патеките кои што се вози и Формула 1. Но нема да застанам тука, мојата цел е 3-та европска титула, се надевам дека доколку обезбедам средства колку што се потребни со мојот тим и ги имаме сите оние услови што се потребни за едно такво надпреварување, апсолутно ќе атакувам на висок пласман наредната година. Имаш поддршка во тоа, сигурно од многобројната македонска публика која што следи спорт и тоа страстно. За крај на разговорот, Иџе, ја го спомна оној симулатор, се работи за онаа академија која што ја водиш со твојот тим. Каква е заинтересираноста? Доаѓаат ли талентирани млади луѓе кои што преку тие симулатори би ја надополниле само желбата за растење во мотоспортот? Верувајте дека не само кај нас, туку и во цел свет симулаторите стануваат една сериозна практика која што е чекор во влез во автоспортот. Сите оние кои што немаат финансии и се талентирани можат преку тоа да го покажат своето знаење и искуство. Има доста тактики, има доста што да се научи на тие симулатори, но сепак стравот и адреналинот кој што ќе чувствувате во автомобилот е сосема друго. Академијата за жал во моментов не работи бидејќи ситуацијата таква да не може да функционира. Се надевам дека кога ќе заврши оваа пандемија која што е моментално присутна сегдека, имаме планови заедно со мојот тим да се направи тркачка картинг патека со која што ќе имаме вистински возачи кои што може да им обрнам внимание и да направиме нешто што би можело да го подигне и автоспортот во Македонија, а воено и сообраќајната култура, каде што би одржувале некои семинари за сообраќајот и автоспортот во глобала. Ти благодарам на одвоеното време. Игор Стефановски, Иџе, нашиот бог кога е во прашање, како што реков, мотоспортот, односно возењето автомобили на брзи патеки, се надпреварува во Европа. Благодариме уште еднаш. Благодарам и вас.